Почитувани, СДСМ и Бранко Црвенковски ги надмина сите граници на политичкото лицемерие. Бранко Црвенковски, откако ги создаде сите проблеми на земјоделците, стечајците, невработените, сега се става во улога на душебрижник за нивните проблеми. Откако Бранко Црвенковски се излажа самиот себе си, дека ќе му простат стечајците, тој денеска оди кај земјоделците. Но тој не може да избега од фактот дека во време на неговото владење од земјоделците направи да бидат социјални случаеви. СДСМ и Бранко Црвенковски 18 години не кажа ниту еден збор во областа на земјоделието, ниту пак нешто им помогна на земјоделците. Да ве посетиме на штрековите на македонските лозари, сточари, млекари, на палењето на тутунот и истурањето на грозјето, краставиците и така натаму, како и тепањето на незадоволните земјоделци од Куклиш, Плетвар и Радовиш. Земјоделците во владењето на Бранко Црвенковски и СДСМ беа целосно маргинализирани. Средствата кои беа издвојување за субвенционирање на земјоделството не надмина 5 милиони евра. Распределбата на државното земјиште секогаш се вршеше на лица блиски до СДСМ и тој број никогаш вкупно не надмина 400 корисници на државно земјоделско земјиште. СДСМ изврши катастрофално лоша приватизација на агропрехранбените капацитети во Република Македонија, поради што земјоделците уште долго време ќе ги чувствуваат последиците од лошата приватизација и проблемите со пласманот на земјоделските производи. Обработливите површини стоеја празни или беа давани по закуп на лица кои немаат земјоделска механизација, но имаа бизнис интереси блиски на оние на владеачката партија. Почитувани, владата предводена од ВМРО ДПМН за само неколку години ја зголеми сумата за субвенција од 5 милиони, колку што дава за времето на владењето на СДСМ, на 100 милиони евра субвенции, колку ќе се исплатат оваа година како директна подршка на земјоделството. До 2013 година оваа сума ќе изнесува вкупно 130 милиони евра. Исто така, преку ИПАРД програмата кофинансирана од Европската Унија, на располагање на македонските земјоделци ќе им бидат 60,7 милиони евра. Намалени се трошоците за пензиско осигурување на земјоделците, при што месечниот надомест е 6.000 денари, значи од 6.000 денари е намален на 1.600 денари за осигурениците на ПИОН и околу 4.000 денари за регистрираните земјоделци. Формиран е земјоделски кредитен дисконтен фонд, преку кој во последните 2 години секоја година на земјоделците им се пласираат по околу 10 милиони евра. Со мерките за рурален развој се овозможи кофинансирање од 50% и половина од вкупниот износ на инвестициите за набавка на опрема, механизација и системи за наводнување. Секој месец Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на транспарентен начин објавува оглас за распределба на државното земјоделско земјиште. За изминатите 3 години бројката на корисници на државно земјоделско земјиште изнесува 2200 корисници за разлика од само 400 колку што имаше до 2007 година. Почитувани, ние продолжуваме со поддршката на земјоделците, но Бранко Црвенковски и СДСМ го потценија нивниот труд. Земјоделската стратегија СДСМ како тогаш, така и сега ја базира на манипулации и празна демагогија. СДСМ го уништи и го уништуваше македонското земјоделие. Но СДСМ уништи и 154 фабрики за време на криминалната транзиција и проневери над 4 милиарди и 600 илјади евра. Најблаго кажано, нема поголемо лицемерие од ова. Во продолжение ќе ви прикажеме еден видеоклип, каде што на најдобар начин илустративно ќе биде прикажан придонесот на Бранко Црвенковски и СДСМ за македонските земјоделци.